Во студиото со вас, Маријан Николовски. Вечер невести во 9, добро вечер. Пожарот кој вчера зафати поранешна фабрика во Радовиш предизвика повреди кај пожарникарите кои за време на гасењето вдишале чад. Пожарот е изгаснат, а причините се утврдуваат. Големиот пожар што избувна вчера доста попладне во кругот на поранешната фабрика Декортекс во Радовиш е изгаснат по повеќе часовна интервенција на пожарникарите. Огнот зафатил магазински простори, дел од објектите во кои имало машини за палив материјал. Во гаснењето учествувале екипи на територијалната противпожарна единица Радовиш, кои неколку часа работеле на локализирање и целосно ставање под контрола на огнот. Пожарот беше во разгорена фаза поради брзо запаливите материјали кои што беа во него. За неполни 3 минути од пријавата за пожар, нашата екипа излезе на терен. Веднаш беа мобилизирани сите пожарникари, а на помош пристигнаа и екипи од територијалната противпожарна единица Струмица и ДПД Мантово. За кратко време пожарот беше ставен под контрола, а гаснењето продолжи за пожарот целосно да биде изгаснат. Сите пожарникари пожртвувано влегоа во просториите кои што беа во пламен, ризикувајќи ги безпоштедно своите животи, информираат од територијалната противпожарна единица Радовиш. Дел од пожарникарите вдишале чад и се здобиле со полесни изгореници, но сите кои интервенирале се во добра состојба. Причините за избувнувањето на пожарот за сега не се утврдени. По завршувањето на увидот треба да биде познато како започнал огнот и колкава е вкупната штета во објектот. Засител Траје Ристовски. Идејата на Мерц за нов модел на пристап кон Европската Унија не добива подршка. Зеленски го отфрли предлогот, а и новиот унгарски премиер смета дека Западен Балкан треба да има приоритет. Нон-пейперот на германскиот канцелар Мерц за нова динамика во проширувањето на Европската Унија добива се помала поддршка. Идејата Украина да добие придружно членство во европските институции без право на глас не е прифатливо ниту за украинскиот председател. Зеленски смета дека местото на Украина во Унијата мора да биде целосно и еднакво. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей. По словачкиот премиер Фицо и новиот унгарски премиер Мајер го дели мислењето дека Украина не може да добие приоритет пред земјите од Западен Балкан. За да го зачува кредибилитетот во регионот, Европската Унија прво мора да ги исполни ветувањата дадени на земјите кои со години чекаат членство, пред да даде нови ветувања на други кандидати. Прво треба да ги примиме земјите кои долго време се подготвуваат за членство, кои многу жртвувале, прифатиле бројни обврски и со години чекаат на ветениот влез во Европската Унија, вели Мајер во интервју за австриската агенција АПА. Дека сите кандидатки треба да добијат еднаков третман е ставот и на втората најсилна политичка група на социјалисти и демократи во Европскиот парламент. Во својот допис како одговор на писмото на канцеларот Мерц, групата бара еднаков третман за сите. Секој пристап што и се нуди на Украина мора да биде достапен и за сите кандидати за членство е нивниот став. Сепак покрај бројните иницијативи кои кружат во Унијата, ниту Македонија, ниту останатите земји кандидати од регионот немаат добиено формален предлог. Премиерот Мицкоски во вчерашниот празничен говор порача дека и покрај тоа што Македонија се соочува со сериозна и направедна блокада, државата невиновно мора да влезе во Унијата, но достоинствено, зашто повика и на народно обединување. Од СДСМ и денеска бараат битно спроведување на уставните измени, чекор без кој според партијата Македонија не може да се надева на отворање на следната фаза од пристапниот процес. Од левица пак денеска порачуваат дека Македонија не сме да биде пасивен наблюдувач на сопствената иднина и побараат државата hitno да објави официјален став за иницијативата на Мерц. А во МРДПМН и денеска посочува опозицијата како главен проблем за постигнување национално единство за стратешките интереси. Филипче е соработник со човек кој ја негира Македонија, односно вели дека сме еден народ со бугарите во две држави. Филипче е соработник со човек кој ни го негира идентитетот, јазикот, културата и историјата. Филипче е директен соработник на Бугарија во Македонија преку бугарските мисии на министерката Петрова Чамова. Специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче е единствениот кој бара внесување на бугари во устав без гаранции дека тоа е последниот чекор за влез во Европската Унија.
Венко Филипче со ваквиот однос кон Македонија си ја запечатува својата политичка кариера. Сега само пак денеска ги анализираше ветувањата на власта од пред изборите. Ништо од тоа што ветуваше Мицкоски не исполни. Буквално ги излажа граѓаните. Има една работа што не ја вети, ама сериозно ја прави од месец во месец. Го зголеми долгот на граѓаните и на идните генерации. За само 2 години Мицкоски создаде нов долг од 2,5 милиарди евра. И денеска долгот е историски најголем. 11 милиарди евра. Нов долг на грбот на народот, ама за тендери. Нема пари за повисоки плати. Нема пари за пензии, нема пари за минимална плата. По вчерашните близу 10 случаи на семејно насилство, граѓанските иницијативи забележуваат пораст на пријавите, на што тоа се должи, одговори бараше Мирина Давидовска. Додека за поголемиот дел граѓани продолжениот празничен викенд минува во знакот на одмор и релаксација. За 4 зидови на Николакидонски домови се одвивала висенска драма. Последниот полициски билтен на МВР открива црна статистика при 5 лица приведени во само едно деноноќе по сомнение за семејно насилство. Физички напади врз сопружници, мајки, деца и блиски роднини во неколку градови на земјава повторно го алармира општеството. Но дали празниците се единствениот тригер за ваквите грозоморни слики? Од кризниот центар Надеж, кој веќе со години нуди за социјална помош за жртвите, велат дека бројките не растат наменски поради продолжениот викенд. Статистичкиот скок на пријави во МВР има подлабока и парадоксално позитивна заднина. Позитивната свести охрабрувањето на жртвите конечно да проговорат. Јавањата ми се значи и во редовни работни денови, и во викенди, и празници кога има јавувања. А порастот на бројот на пријави секако е позитивно затоа што така делуваме веројатно и веќе повеќе од 25 години на подигнување на свесноста да не се премолчува. Значи колку повеќе се зборува за насилството и колку повеќе се пријавува истото во надлежните институции, секако дека полесно веројатно може да се реши, да се решат случаите на насилство и што е многу важно да се казнуваат сторителите. Кризниот центар Надеж останува отворен 24 часа, 7 дена во неделата. Нивната SOS линија често е првиот спас за оние кои се наоѓаат во безизлезна ситуација, а немаат храброст или знаење како директно да се соочат со институциите. Јавувањата кај нас најчесто се барања за упатување, каде да пријавам, што треба да направам. Во таа насока, значи ги насочуваме каде треба или пак доколку некој не може да пријави, пријавуваме ние во нивно име во надлежните институции. Често пати имаме исто така повици кои што бараат поддршка психолошка, некој да ги слуша, некои што бараат правна помош ако имаат некаков проблем со да речеме бракоразводна постапка или старателство врз деца и слично. Во последно време се забележува нов тренд кај жртвите и сведоците на насилство се почесто се користи официјалниот државен број за итни случаи 112, што укажува на тоа дека граѓаните бараат брза, директна и институционална реакција на терен во моментот кога се случува кризата. Пораката од експертите е јасна, семејното насилство не е приватна работа, туку кривично дело кое не смее да се премолчи. Мирина Давидовска, Сител телевизија. Голем дел од судовите во државата работат без постојани судии. На судската власт во Македонија и недостасуваат 154 судии. Според систематизацијата на судската мрежа во државата, потребни се 456 судии, а во моменти се 302 судиски места. Според анализата на судскиот совет не постои суд со целосна пополнетост. Тоа пак според статистиката влијае врз бројот на решени предмети. Последниот извештај кој се однесува на минатата година покажува дека половина од судовите во државата се неажурни, односно не успеале да ги совладаат сите предмети кои ги имале во работа. Дел од адвокатите посочуваат дека недостигот влијае на зачестеноста на која се закажуваат судењата, но како што велат, поголем проблем е кусокот во судската администрација.
како адвокат кој што секојдневно е во судниците, имаме според мој печаток имаме недостаток на судија, тоа е и очигледно. Сакам да укажам и во делот на немањето на службеници и стручни соработници во самите судови. И без службениците и стручните соработници, навистина судовите се осекатени во делот на брзината на постапувањето во самите предмети. Голем број од судовите подолг период работат со времено упатени судии, а таму тешко се пронаоѓа и председател. На последниот оглас немаше пријавени за судовите во Берово, Делчево и Радовиш. Ако во иднина не се направат напори, а тоа не може само судската власт сама да го направи, за подобрување и на состојбата во однос на во судовите во однос на човечките ресурси, тогаш нема да можеме да ги задржиме нормалното функционирање на судовите и ќе се зголеми само бројот на неажурни судови. Недостигот судски го покрива со делегирање на судии. На крајот од минатиот месец дури 12 беа упатени на времена работа во трајање од 1 година во судовите во Кичево, Прилеп, Струга, Радовиш, Охрид. Пополнувањето на испразнетите судиски места се прави единствено преку Академијата за судии и јавни обвинели. Но во моментов таму не се обучуваат нови судии. Според последните најави, годинава е предвидено вработување на околу 200 нови судиски работници. Зоран Јаневски, Сител телевизија.